Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија. Драги пријатели, денеска сум тука за да ја дадам и мојата лична и најдиректна поддршка за господинот докторот Владимир Кочовски, градоначалник на општина Струга. Драги пријатели, денеска, на денешниот ден, имаме многу важна мисија. Јас не сакам да одвојувам многу време за да коментирам и да навлегувам за СДСМ, за Бранко Црвенковски, за нивниот начин на работење, за нивните вредности, за тоа што го правеа во минатиот период, за вчерашните најнови оваки што ги класираа, па денеска ги признаа, откако и меѓународниот фактор го направи тоа. Тоа ќе го ставиме денеска на страна. Денес зборуваме за две побитни, за многу битни работи, за два многу побитни поими. Денеска зборуваме за Македонија и за македонците. Во оваа тема, кога се спомнува Македонија и македонците, и кога се споменува Струга, нема простор за теми за Бранко, за Љупчо, за Никола, нема простор за теми за СДСМ, за ВМРО-ДПМНЕ, за Дом или за некоја трета партија. Нема простор за кавги и за подоби. Овде има еден и единствен приоритет. А се друго треба да ставиме на страна и да заборавиме. Приоритет за Македонија и за македонците. И сите граѓани на Република Македонија. Затоа ги повикувам сите граѓани, без разлика на нивната етничка припадност, без разлика дали се ВМРО или се од СДСМ, да го изберат најдоброто решение, да го изберат човекот кој што по сите јавни истражувања на јавното мислење, сите анкети, сите истражувања кои што на различни начини беа направени, важи за човек со многу висока доверба, човек со многу висок авторитет и кредибилитет, за работник, за човек кој исполнува се што е потребно да биде избран за градоначалник на Струга, господинот Владо Кочовски. Нам ни треба човек кој што во целиот негов живот научил и навикнал и постојано тоа го правил да помага. Неговата професија е таква да тој помогнал на многу луѓе. И тој знае дека треба да им се помага на луѓето секогаш кога тоа е можно. И јас сум убеден дека како градоначалник тој ќе продолжи да помага, се разбира на поинаков начин во новата функција, меѓутоа сепак ќе продолжи да помага како што целиот свој живот помагал на луѓето. Помагал на сите. Помагал и на македонците, и на албанците, и на ромите, и на турците, и на власите, и на бошњаците, и на србите, и на секој друг човек на кој што можел да му помогне со тоа што го знае, со тоа што го работи, со тоа што е неговата професија. И не е случајно тој толку високо авторитетен човек меѓу сите нив. Затоа што никогаш не гледал ни кој по каква нација е, кој по каков етникум е или кој по каква вера е. Помагал кај ќе стигне, секому. И затоа го има тој авторитет, и затоа го има тој кредибилитет. И затоа убеден сум граѓаните на Струга, од сите вери и националности ќе му дадат поддршка на 24 март за да води Струга и да продолжи да помага на Струга. Да го изберат градоначалникот за доброто на сите граѓани, кој ќе работи за секого, без никаква подоба по партии, по етникуми, по статус, социјален или по било каква друга подоба. Човек кој што ќе се фокусира на проектите, кои ќе донесат добро за целото население во Струга, кој ќе отвори нови работни места, ќе направи нови улици, патишта, паркови,
ќе направи подобри услови за образование, подобри градинки, кој ќе реализира крупни инфраструктурни проекти и ќе донесе нови. Тоа е фокусот. Да се отворат и привлечат нови фабрики, да се уцртаат потребните детални урбанистички планови за таа цел, да се соработува со владата заедно, со заеднички сили да допринесеме колку што можеме повеќе за струга и за стружени. Да нема кочници, како што имаше досега. И не случајно ВМРО-ДПМН замена во опозиција на општинско ниво тука во Струга. Затоа што сакаме да ја преземеме одговорноста, но и да го реализираме тоа што сакаме да го реализираме, а не да имаме одговорноста, а да бидеме спречени во реализацијата на она што сакаме да го реализираме. Затоа порачувам дека сега е време да се обединиме, како што каже и преходниот говорник господин Затуровски. Да постигнеме заеднички нови дела, нови трајни дела од корист на народот, со заеднички сили, и ние од ВМРО, и од СДСМ, и македонците, и албанците, и турците, и ромите, и власите, и бошњаците, и сите останати, и христијаните, и муслиманите, да го дадеме својот глас за нови дела и за подобри услови. И за човекот кој тоа знам дека може да го испорача. Докторот Владо Кочовски. Убеден сум дека заедно со него и од владата ќе можеме да помогнеме да се направат уште многу нови инфраструктурни проекти кои, како и досега, како што покажавме, знаеме, можеме и ќе ги реализираме. За проектот Македонија 2017, за проектот Струга 2017, по кој секој град, населено место ќе добие нов модерен и урбан лик. Нека биде и Струга меѓу нив. Нека биде и Струга една од оние кои што во 2017 ќе можеме да кажеме да Струга е веќе многу променета на подобро. За 4 години се направија, се изградија, се создадоа многу работи, се создадоа многу дела. Затоа што ние сме партија, ние сме влада, која што сака да создава и да остава зад себе дела. Затоа што, драги мои, Македонија се сака со дела. Изберете дела. Изберете го докторот Владо Кочовски. Листата предводена од Никола Затуровски. Да гласаме сите за еден. Сите за еден. За Владо Кочовски. А потоа тој еден да помогне на сите. Затоа велам сите за еден и еден за сите. Еден за Струга. На 24 март, драги пријатели, е шансата многу работи да се променат во Струга. Многу работи во Струга да тргнат на добро. Но затоа, драги пријатели, потребно е масовна излезност. Порачувам, масовна излезност на стружани. За да ја вратиме Струга на правиот пат. Да ја вратиме Струга на патот кој што води кон просперитет и кон поквалитетен живот. Кон поголема мир и безбедност. Кон повеќе проекти, кон повеќе дела. Кон повеќе спокојство и кон повеќе напредок. Затоа ни треба, како никогаш до сега, масовна излезност. За успех, за победа, за напредок, за дела, за Македонија и за Струга. Ви благодарам. Да се живее Струга. Да живее Македонија. Да живее Струга.